заседавање. Благодарам, председателке. Имам неколку процедурални забелешки кои ќе ги изнесам една по една. И мојата прва процедурална забелешка се однесува на член 85, став 1 од Деловникот на Република Македонија, според кој председателот на Собранието во продолжение ќе го насловувам како председателот на комисијата, се грижи говорникот да не биде прекинуван или со друга постапка да не биде ограничуван во слободата на говорот. Имајќи го предвид вашето долгогодишно искуство како председател на оваа комисија, сметам дека е недозволиво да им допуштате на колегите од вашата десна страна постојано да фрлаат од место и со тоа уште повеќе да се загрева ситуацијата во салата. Не мислам само на денешниот ден, туку и на претходната седница на комисијата. Секој има право на збор и колку и да не ви се допаѓаат нашите забелешки, немате право да ја замолчувате опозицијата која само се обидува да биде коректор на власта. За жал, имаме министерка која не сака да ги сослуша ниту граѓаните, ниту експертите, ниту родителите, ниту учениците. Во овој законодавен дом има да ги слушате нашите забелешки, па колку и да ви пречи тоа. Затоа што тоа е вистината. Ние сме тука за да ви го предочиме револтот на граѓаните по улиците и револтот на граѓаните и учениците по социјалните мрежи. Треба да ве боли сликата од поградовите низ државата. Ветивте дека ќе го слушате крикот на граѓаните, а не само крикот, туку не го слушате ни нивниот вресок. Со дофрлање од место, со попречување на говорот нема да не замолкнете. Туку напротив, колку што е поголема неправдата што им ја нанесувате на граѓаните, толку погласни ќе бидеме овде. Сослушајте не долевајте масло на огнот. Дебата се води во наговорница, со факти, со аргументи, а не со дофрлања и меѓусебни омаловажувања. Ве молам, коригирајте се, за да може седницата на комисијата да се одвива во нормални услови. Понатаму, следната процедурална забелешка ми е на член 90, став 4, кој гласи: говорникот е должен во својот говор да го почитува достоинството на собранието. Такви погрдни зборови беа упатени помеѓу колегите, што верувајте не ми дозволува карактерот да ги изнесам гласно. Ајде што не почитувате нам и можам некако да разберам. Меѓутоа, никако не можам да разберам зошто не го почитувате овој законодавен дом. Ве вознемирува фактот што следуваат промени наскоро на власта, но почитувајте го барем законодавниот дом. Овде сме дојдени за да дебатираме, да соочуваме аргументи, а не циркузи да правиме на очиглед на целата јавност. Член 91 од Деловникот вели: за одржување на редот на седницата се грижи председателот на комисијата. За повреда на редот на седницата, председателот на комисијата може да го опомене и да му го одземе зборот на пратеникот. Кажавте, почитувана председателке, дека немате можност да ни ги исклучите микрофоните, но затоа член 92 вели: председателот на комисијата ќе го опомене пратеникот ако со своето однесување, со земање на збор кога председателот не му дал збор, со упаѓање во збор на говорник или со слична постапка го нарушува редот на седницата. Председателот на комисијата ќе му го одземе зборот на пратеникот кога тој со својот говор на седницата го повредува редот, а на истата седница два пати е повикан да се придржува за редот на седницата. Член 93 вели: председателот на комисијата го отстранува пратеникот од седницата кога и покрај опомената, односно одземањето на збор, го нарушува редот на седницата или употребува изрази со кои се нарушува достоинството на собранието. Сведоци бевме, почитувана председателке, како не нарековте искомплексирани, како едниот колега беше најневоспитан член на комисијава за образование, па на другиот колега не му било местото во комисијава за образование, затоа што доаѓа од здравство, па се чудам зошто во Деловников не постои член кој што ќе каже дека може и председателот на комисијата да биде отстранет од седницата. Член 148 гласи:
Врз основа на мислењата и предлозите, изнесени во јавната дискусија, матичното работно тело подготвува извештај и го доставува до собранието заедно со предлогот на законот за второ читање. Значи, имавме јавна расправа, после која требаше да се донесат одредени заклучоци. Во спротивно, еве ве прашувам, зошто организиравме јавна расправа? Јавната расправа треба да значи дека и јавноста треба да знае дека после јавната расправа пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ донесе одредени заклучоци и очекувавме истото да се случи и од страна на колегите на мнозинството, односно и тие да имаат своји заклучоци. За да се постигне целта од јавната расправа, потребно е да ги споредиме заклучоците, нашите и вашите, да најдеме компромис, што е прифатливо за мнозинството, што е прифатливо за опозицијата и да понудиме решенија за граѓаните и учениците, чие незадоволство е и повеќе од очигледно. Но замислете, почитувани македонски граѓани, власта и нејзините представници овде немале заклучоци. Повеќето овде сте од образование и сосема ви е јасно дека кога лекцијата што ја предавате, учениците треба да ја сватат. Во случајов, ова што ни се случи со јавната расправа, му доаѓа како да сте ја испредавале лекцијата, а ниеден ученик не ја сватил. Но очигледно овозможивте јавна расправа чисто колку да се одржи. Како што ќе пропадне лекцијата што ја спомнав пред малку, така ќе пропадне јавната расправа ако ништо од неа не сте сватиле и ако немате волја да спроведете било која препорака од многуте што ги изнесоа експертите. Реформи не се прават со избркај ги туѓите за да седнат нашите. Реформи не се прават без слух за потребите на граѓаните и предлозите на експертите. Кога веќе му дозволивте на колегата предходно да каже лично искуство, еве и јас ќе споделам едно лично искуство со македонската јавност и ќе ве запрашам кој, наведете ми еден пример од Социјалдемократскиот сојуз вработен, бил уценет и избркан од работа заради одржан прес. Личен сведок сум кој на своја кожа ја почувствувал вашата омраза и одмаздолюбивост. И знам уште една личност од Штип со истиот пример како мојот, сигурно ги има уште многу такви низ државава жртви на власта. Пред референдум уцена, по референдум отказно решение. Така владеете, ама нема да не заплашите со ништо, затоа што ниедно работно место не е повредно од потребите и интересите на Македонија. Реформите во образованието ви препорачувам да ги почнете од училишните тоалети. На терен сум, секој ден, зборувајте им за вашите реформи на жителите на селата Врбоец и Светомитране во Крушево, на жителите на селата Ливоишта и Вапила во Охрид, кои молат за чиста вода, додека вие се фалите со дигитализација. Како што ситуацијата наближува со локалните избори, за да биде уште пожално и потрагично, жителите добиваат уцени во 21 век, замислете. Ќе добиете вода ако во селово ни обезбедите 80 гласови. Срамота. Почитуваната министерка пред некој ден дојде се рашета низ Охрид, заедно со градоначалникот. Сега охриѓани очекуваа да ја отворат ветената спортска сала во средното училиште Ванчо Питошевски и во другите училишта каде што беше ветено. Очекуваа да се соочи со просветните работници кои ги изгубија работните места за сметка на вработување на партиски кадри. Кога веќе промовира почитуваната министерка стручно образование, дали затоа што укина една паралелка во средното училиште Свети Кирил и Методи, не појде да ги слушне тие наставници кои што останаа со помал фонд на часови.
Ке спроведува реформа, а ни трага ни глас од ветените спортски сали во основните училишта Кочо Рацин, Братство Единство, Ванчо Николевски и така натаму. Како ќе ја спроведува концепцијата кога остана само празно ветување регионалниот центар за обука на наставен кадар во училиштето во Трпејца? Очекуваа охриѓани и вработените во Универзитетот Свети Апостол Павле да слушнат што ќе биде со нивната судбина откако универзитетот, како што истакнавте, ќе се префрли во Скопје. Ништо од тоа. Со онлайн платформата дефинитивно е проблем, затоа што голем број наставници ја држат од дома, бидејќи министерката која што се фали со дигитализација не обезбеди соодветни услови во училиштата. Во основното училиште Дебарца имаме наставници кои што држат настава со физичко присуство, а се уште не се вакцинирани. Во Ресен, во основното училиште Браќа Миладиновци, село Царев двор, имате вработен секретар со образование инженер за преработка на храна од анимално потекло, додека 15 невработени правници чекаат работа. Во истото училиште, на местото на ВД директорката е вработена сестра на секретарот на општина Ресен. Исто така, во истото училиште вработена, префрлена на работа во Скопје, се води како вработена во училиштето се уште, а учениците ги вдомила незината колешка. Реагираат луѓето, не можат да трпат повеќе. Затоа ве молам да не дозволиме, како што пропадна платформата, да ни пропадне образованието, а со него и нашите деца. Ви благодарам. Благодарам. Јас ќе почнам сега